Францускиот предлог не е ништо друго освен капитулација и бугаризација на рати. Првиот човек на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски го повика премиерот Димитар Ковачевски да не го прифаќа понуденото решение за билатералниот спор и му порача дека доколку владата реши да го донесе новиот договор на сила, тогаш идната влада на ВМРО ДПМН нема да применува ниту една точка од тој договор. Што се однесува до Бугарија, сакам јасно да посочам дека ниту ја, ниту ВМРО ДПМН нема да прифати никаков понижувачки договор на штета на нашите национални интереси. 80 пратеника, 2/3 менуваат устав. Тоа зависи од ВМРО ДПМН. Додека јас сум председател, нема да се смени уставот за да бидат бугарските барања дел од него. Една порака и до официјална Софија. Наместо да не поддржувате како соседи, вие не блокирате и неповратно ги оддалечувате нашите два народи, македонскиот и бугарскиот. Наместо да не поддржувате, вие не сопирате. Тоа ли се добрососедски односи? На само 4 дена до конечната одлука на европските лидери кога ќе се знае и европската иднина на Македонија, македонските власти немале коментар за решението кое го нуди Франција. Премиерот Ковачевски немал свој став, па се повика на кажаното од шефот на дипломатијата. Прво ќе го чекале унифицираниот став на сите земји членки, па потоа ќе го кажале своето. Нема да го коментираме, се разбира, и нема да биде предмет на нормално на дискусија, затоа зашто се уште не е предлог кој што е усогласен од страна на сите 26 земји членки на Европската Унија и вклучително Франција, која што практично го дава предлогот. Што значи дека ние ги следиме развојот на настаните во собранието на Република Бугарија. Доколку таму овој предлог биде усвоен и кога ќе биде усвоен и кога ќе биде доставен официјално до Република Северна Македонија, тогаш нормално дека тој ќе биде предмет на анализа во детали и споделен со институциите во државата согласно со нашите одредби во законското уредување. Во политичката криза во Бугарија наголемо се дискутира за францускиот предлог, а премиерот Кирил Петков е ставен во тесно, откако не само што председателот Радев му порача да не биде курир, туку бугарски премиер и поранешни актуелни политичари го обвинуваа дека води лицемерна политика, а случувањата со распадот на коалицијата му се алиби за неговата неспособност.